Преку Лука и неговиот пријател Снешко и со прашањето каде оди реката, Сдруженијето Екосвест и авторките Хана Корнети и Марија Трајановска на сликовит, поетичен, детски, а сепак луциден начин, преку сликовница ја креваат јавната свест за состојбата со реките и речните екосистеми во земјава. Ова сликовница е една лирска, топла, детска приказна во која што на децата на еден интуитивен начин им се прикажува каква е состојбата со реките, кои се предизвиците со кои што реките се соочуваат и на некој начин се упатуваат на правилно однесување во однос и на реките и на живата средина. Ние веќе подолги години соработуваме со уметници од различни медиуми и полека ја развиваме ова едукативна програма за деца, затоа што сметаме дека децата се онај сегмент од општеството во кој што навистина треба да се инвестира, децата имаат многу праведно чувство на расудување и со нив може директно да се комуницира и многу е битно затоа што во возраст на формирање децата ги ствараат правите вредности кои што понатаму ги носат низ животот и се надеваме дека во однос на областа во која што ние работиме, заштита на животна средина, на некој долг рок тоа ќе придонесе до најголема промена. Иако се работи за детска сликовница, идејата и целта се прикажани сликовито, но јасно и гласно. Состојбата е загрижувачка. Проблемите се решаваат од корен. Како дојдовме до оваа идеја? Ова започна како една соработка со две млади и исклучително талентирани авторки, писателката Хана Корнети, наша млада авторка, наградувана веќе и во подем, и ликовниот уметник Марија Трајановска, која што е илустратор на сликовницата, додека Хана Корнети е автор на текстот. Соработката течеше фантастично, можам да кажам. На соработничките јас им предочив еден голем сув, да го наречам, технички извештај за состојбите на реките во земјава, а тие се погрижија да во еден таков контекст направат, осмислат и ликовно и лирски една многу убава детска приказна за пријателството, за авантурата, за надежта, во која што ќе успеат на децата да им ги предочат состојбите со реките. Овде е рефлектирана во оваа сликовница реалната слика, тоа е уништувањето на реките, изградбата на мали хидроцентрали, суви речни корита, загадување на реките, ископување на песок и деградирање на речните корита, ерозија и така натаму. Сите тие проблеми со кои се соочуваат реките се рефлектирани овде на еден начин на кој што децата ќе можат да ги видат, да ги перцепираат и да заземат правилен став, но исто така, многу битно, овде се прикажани и добрите практики и добрите однесувања кои што треба да ги поддржиме, да ги охрабриме и на кои што треба да градиме за иднината и на реките и на животната средина кај нас. И во следниот период ќе работат на вакви проблематики, а главната порака е дека надежта ја гледаат во новите идни генерации. Промоцијата помина многу интересно. Промоцијата беше во културниот центар Јадро, кој што е соработник наш. Да не заборавиме да споменеме дека ова сликовница е издание на Чудна шума, една од нашите најинтересни издавачки куќи, кои што посебно се занимава со проблематиката на сликовници, книги, илустрирани книги за помладата популација. Ние сме многу среќни што воспоставивме на ваква соработка со Чудна шума. Чудна шума отвори посебна едиција која што се вика Еко шума, во која што ќе соработуваме и ќе ги вдоми и нашите следни изданија, бидејќи ќе има и следни изданија. Не само што дискутиравме за проблематиката и за проблемите со реките и така натаму, туку на промоцијата можевме и да им го покажеме или на некој начин да го доловиме процесот на создавање на оваа сликовница. Главната порака е дека има надеж,
дека не е се црно, како што понекогаш изгледа, дека има надеж и секако надежта лежи во новите генерации. Каде оди реката е лирска, еко приказна за пријателството, одговорноста и надежта.